Македонскиот јазик му припаѓа на индоевропското семејство во групата на словенските јазици. Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици се наоѓа во источната подгрупа. Западната подгрупа на јужнословенските јазици ја сочинуваат босанскиот, словеничкиот, српскиот, хрватскиот и црногорскиот јазик. Крушевскиот манифест од 1903 година е значаен документ за македонскиот јазик. Крушевскиот манифест, како што е познато, е напишан од Никола Киров Маевски, иако дел од научната фела смета дека можеби е дело на Никола Карев, првиот председател на Крушевската република, но најважно е тоа што е напишано во Крушевскиот манифест. Крушевскиот манифест е напишан на македонски јазик, на крушевски дијалект, и тоа означува дека и тогаш народот бил свесен за припадноста кон својот јазик и го негувал уште тогаш, но обраќањето до сите комши, како што се вели во Крушевскиот манифест, означува дека тоа е условно речено, македонскиот народ сака да искаже став дека нема против ниедно малцинство, односно против ниедна националност, туку заедно да се борат против неправдите што ги нанесува власта, тогашната власт од Отоманското царство. Затоа повикот е до сите браќа, комши, познаници, ако не земат пушка да се бранат заедно со македонскиот народ, тогаш барем да не му свртат грб. Славиме 121 година од Илинденското востание и 80 години од првото заседание на АСМО. Токму затоа Илинден е значен празник за целата држава. Јас сметам дека Илинден е значен и од културен аспект и од сите можни аспекти е значен за македонскиот народ и неговото опстојување на овие простори. За време на Втората светска војна во Македонија постоеле илегални печатници каде се печателе разни летоци, прогласи, манифести и брошури. Јазикот што е употребуван во овие материјали не е сосема изедначен, но очигледен е стремежот да се употребуваат централните говори. На првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година минатиот век, не било тешко да се донесе решението за воведувањето на македонскиот јазик за службен во македонската држава. Тогаш е кодифициран македонскиот литературен јазик. Кодификацијата представува официјално озаконување на литературниот јазик и неговата практична примена. За пошироката јавност би сакал да напоменам дека македонскиот јазик е дел од јужнословенските јазици, односно од балтословенската група, која што пак припаѓа на индоевропското јазично семејство. Тоа означува дека македонскиот јазик си има свој корен, не е без корен. Како што може да се види, македонскиот јазик се формирал од етничките македонци кои што живееле на ова подрачје, односно од племињата кои што живееле некаде од 5 до 9 век, кога го населувале Балканскиот полуостров. Ние уште во 9 век веќе сме имале писмен јазик, нормално тогаш се нарекувал словенски, старословенски јазик, познати како црковнословенски јазик, но корените на тој јазик, односно основата, се македонските дијалекти и тоа е неспорно докажано во светската лингвистика. Ако тргнеме натаму, развојот на македонскиот јазик може да се проследи преку дамаскинската литература, дамаскините, тоа се записи од народни говори, нели со примеси од црковнословенскиот јазик, но сепак може да се види развојот на македонскиот народен јазик. Како што доаѓаме се доближуваме до преродбата 19 век, може да се забележи интензивизација на, како да кажам, на чувството за припадност на определен народ, а со самото тоа и на определен јазик. И така почнува, како што сите балкански народи се борат за самостојност во рамките на Отоманската империја, така и македонскиот народ се бори за самостојност. Во 1903 излегува една од најзначајните книги, а тоа е книгата за македонските работи на Крстен Мисирков, во која што се поставени основите на современиот македонски јазик. Оттаму почнува борбата за докажување пред светот дека македонците се посебен етнос, но и имаат своји длабоки корени со своја јазична историја. И така, во периодот меѓу двата Илиндена, почнуваат да се создаваат многу дела. Меѓу другото, јас ќе напоменам дека
со оглед на тоа што по Балканските војни Македонија како етничка и географска целина била поделена меѓу балканските држави, а тоа е Грција, Бугарија и Србија. Овој дел, вардарскиот дел, припаднал кон Србија, иако не бил признат македонскиот јазик, сепак во рамките на уметноста, на културата било дозволено да се изразува и на тој начин почнале да се пишуваат првите македонски творби на народен јазик. Еве да земеме пример Ленче Кумановче или позната како Бегалка, Парите се од Тепувачка и така натаму, кои што веќе биле пишувани на македонски јазик, односно на соодветните дијалекти. И така полека почна да се гради свеста за припадноста кон македонскиот народ и кон неговиот јазик. Македонците обстојуваат и ќе обстојат и во иднината, затоа што сега имаме собствена држава, имаме институции кои што се грижат за македонскиот јазик и јас мислам дека имаме светла иднина. Што се однесува, сега да го споменеме и вториот значаен Илинден, а тоа е првото заседание на АСНОМ, кое што се одржило на 2 август во 1944 година во манастирот Прохор Пчински, каде што како прв председавач бил Панко Брашнаров, како еден најстар и учесник на двата Илиндена. Неговиот говор го започнал со мислата дека ова е последниот Илинден во неслободна Македонија и дека допрва следуваат Илиндени во слободна Македонија, што се покажа и како вистинито, и значењето на овие два суштествени датуми се врзани во македонската меморија како едни од најважните паметници на постоењето на македонскиот јазик. Македонскиот јазик во современа Македонија се развива? Апсолутно. Македонскиот јазик, особено по осамостојувањето на Република Македонија, почна да се употребува во сите општествени сфери и во сите функционални стилови. Денес можеме да се пофалиме со огромна литература и белетристика, и научна литература, и новинарство, и комплетно може да се преведе кое било светско дело на македонски јазик без никаков проблем. Напротив, ние имаме толку убави зборови кои што треба да ги негуваме. Еве, јас само ќе споменам на пример од македонската лексика, дека за разлика од соседните словенски народи, бран, она во смисла движење на водена маса, нели, го имаме само ние и треба да се гордееме со тоа, затоа што ние таквите зборови ги пронаоѓаме, нели, во духот на народното творештво и потоа ја откриваме нивната етимологија, за која што навистина ќе треба многу труд да се вложи, да се покаже дека ние постоиме како народ со свој јазичен код и мислам дека нема проблем, не треба да се грижиме за иднината на јазикот, затоа што се додека постои последниот македонец, ќе постои и македонскиот јазик. Ви благодарам за разговорот. И мене ми беше многу драго, ви благодарам за поканата.